Гостивар среде јануари. На прв поглед се функционира вообичаено. Но во општината и во Советот врие. Ако повторно не се стави буџетот на дневен ред, ќе мораме да одиме на нови избори за советници. Кочничар на сите работи во овој момент е градоначалникот Таравари. Не е политички, него сакаме, пошто сме гласани од народот и сакаме за сите да бидеме исти и да се донесуват одлуки за доброто на сите. Гостивар е меѓу ретките општини кои не успееја да го донесат буџетот за оваа година. Ова е прва задача за Советот во која мнозинството го има коалицијата предводена од ДУИ и СДСМ, а градоначалникот е од спротивниот табор, од Алијансата за албанците. Мнозинството одлучи за председател да го избере Насир Муслиу од редовите на ДУИ. Тој тврди дека немал време за повеќе активности по вина на градоначалникот, бидејќи формалностите по назначувањето председател на Советот доцнеле, а потоа почнале празниците. Објавата на именување на председател на Советот во општина Гостивар со заднацнување се објави во службен гласник на општина Гостивар. Тоа заднацнување траеше подолг период, од одржување на конституционална седница од 17-11 месец, објавувањето се деси на 25-12. Тоа беше еден разлог да ние не можеме да одржиме седници други, пошто главниот разлог за да има легитимитет председателот на Советот да свика седница е објавувањето на службен гласник, именувањето на председателот на Советот. Но дури и да се свика седница, ДУИ бара од Таравари да не ги брка нивните кадри од училиштата. Ние не го потенцираме да бидат повеќе наставници од ДУИ, него да бидат примени наставници кои го исполнуваат условот. Има професори кои се вработени, кои исполнуваат услови. Сакавме и тука да има транспарентност, да се примат или да продолжат тие што исполнуваат услов. Има државен испит, има 3-4 години што работел, е адекватен, сега да продолжи тој или тие, да не се примат други што не ги исполнуваат услови. За Муслиу ова не е политичка уцена. Вели уште неделава ќе свика седница на Советот, но тоа нема да значи веднаш и гласање на буџетот. Советникот од СДСМ Зоран Ангелов е подиректен и тврди дека Таравари направил лоша математика за годишните расходи во предлог буџетот, кој тежи околу 16 милиони евра. Ние не можеме да поддржиме буџет каде што е од круцијално значење за граѓаните на Гостивар, посебно оние со православна вероисповест, каде што треба да се изврши докуп на земјиште за гробни места. Не можеме ние да прифатиме буџет каде што основно во денешно време да нема канализациона мрежа во населба Млаки, каде што ќе интервенираме со амандмани. Ние настапуваме наискрено, со наискрени намери, без никакви сопки да ставаме за буџетот. Меѓутоа, овие барања што се основни за потребите на граѓаните на Гостивар, зборувам, мора да бидат ставени во буџетот. И за СДСМ е проблематична смената на директори во училиштата што ја спроведува градоначалникот Таравари. Иако реагиравме ние за некои работи, сепак тој рече дека поставил стручњаци. Меѓутоа не можеме и мора да се каже дека Таравари во Гостивар, односно Алијансата на албанците е во коалиција со ВМРО ДПМН. Без резервна поддршка не може да добие, затоа што сепак ако бара поддршка од нас, од мнозинството, сепак ќе треба да се споделат и одговорностите за сите работи што се случуваат во општина Гостивар. Усвојувањето на годишниот буџет на општината е една од основните законски надлежности на Советот. Ако буџетот не се изгласа најдоцна до 31 март, Законот за локална самоуправа предвидува распуштање на општинскиот совет и организирање нови локални избори во таа општина, но само за советници, а не и за градоначалник. Во таков случај, најголема полза би имала Алијансата за албанците, вели градоначалникот Таравари, чија проценка е дека нови избори би донели ново мнозинство во Советот, во негова полза. Никој не рекол дека јас инсистирам овој буџет вака како што сум го спремил, јас со мојата администрација, мора тоа да помине. Ни потразно. Јас сум побарал од нив да го ставиме буџетот на дневен ред.
Дури побарав пред Нова година да го ставиме за да бидат испазени роковите и потоа можеме ние уште 2, 3, 4 недели да дискутираме. И ова граѓаните го знаат. Еве, дуи утре дека излезе во Гостивар на избори, ќе види како ќе помине. Значи, сите обструкции, сите можни начини на блокирање ги употребуваат, а што ми е најжалосно, дека индуцирани од тоа се и СДСМ-овците. Значи, иста приказна, како што делува ВМРО и ДУИ, исто сега не се ВМРО и ДУИ, туку се СДСМ и ДУИ. Таравари сменил 12 директори на училишта, сите кадри на ДУИ. Не се сменети само 2 директори од редовите на ВМРО ДПМН и еден од турска партија. Тој не гледа проблем во разрешувањето и во другите разместувања што ги направил. Ја морав околу 15-20 луѓе да ги разместам. Тие земаат исти плати. По администрација се нека направија жалби и сите жалби се одбиени. Директори на училишта. Нормално, јас не можам да ги оставам директорите на ДУИ да продолжат, кои што цела кампања не дека беа членови на ДУИ, туку беа на терен кои што беа готови да се тепаат со луѓе, да полнат кутии за ДУИ. И градоначалникот и советниците убедуваат дека граѓаните нема да го почувствуваат политичкиот судир. Тој засега и не се чувствува, бидејќи многумина од граѓаните и не се информирани што точно се случува во општината. Не знам што се случува во општина. Ова се тие луксузни жити, мајка. Дел пак порачуваат дека избори за нови советници не би требало да има. Да работи сега треба овој градоначалник да постигне договори така да не се има нови избори. Не би требало, мислам. Градоначалникот е на свое место. Сега тие другите структури што се тие више, тоа е веќе друга. Таравари стана прв човек на Гостивар по 2 изборни круга. Доби повеќе гласови од кандидатот на ДУИ Невзат Бејта, зад колку застана и премиерот Зоран Заев. Таравари се обиде да направи мнозинство со ВМРО ДПМН и БЕСА, но бројките беа на страната на опонентите. Мнозинството во Советот во моментов има 16 од вкупно 31 глас. Жестокиот политички судир од локалните избори во Гостивар продолжува да се чувствува со сета своја жестина и денес. Главните актери тврдат дека нема да дозволат судирот да се изостри до ниво по кој ќе треба да се организираат нови избори за советници. Но засега нема ниту јасни сигнали за функционална кохабитација меѓу градоначалникот и мнозинството во интерес на граѓаните. За 360 степени од Гостивар, Славица Филиповска.